Утре ќе се знае дали водата во Гостивар е безбедна за пиење. Во двете последователни анализи од водата нема бактерии, само поголемо присуство на хлор. А последниот резултат, кој се чека утре, треба да покаже дали гостиварци, поречиси 1 месец, ќе добијат питка вода. Утре треба да заседава кризниот штаб и заедно со лабораториите ќе ги споредуваат резултатите. Водата е добра, квалитетно добра, веќе неколку денови, но одлучија да го намалат, му наредија на ЈП Комуналец да намали количината на разредениот хлор во водата, за да испитуваат во намалени количини на хлор како ќе излезат резултатите, и веќе имаше резултати кои одговарат на количините на хлор кои беа добри. Последните 2 мерења, сега ги чекат третото мерење на количината на разредениот хлор во водата. Дури Гостивар чека питка вода, епидемијата и денеска е цел на партиски обвинувања. Од опозицијската СДСМ вела дека и по сите најави ветување на власта дека Гостивар забрзо ќе добие вода, поминаа 5 недели, а граѓаните се оставени на пеколни температури без питка вода. Локалниот кризен штаб ја продолжува забраната. Се дели вода на 5 точки. Селата и делови од градот се уште на техничка вода за пиење. Граѓаните веќе јасно разбираат зборот на Мицковски и на организираната криминална група ВМРО ништо не вреди. Од ВМРО ДПМН пак им возвратија дека со години СДСМ криела дека гостиварската вода не е за пиење и бараат обвинителството да отвори предмет. Филипче и Рената Младеновска треба да кажат веднаш зошто со години молчеле за загадената вода во Гостивар. Токму оние кои со години имаа политичка и институционална моќ, денес најгласно се обидуваат да префрват одговорноста на други. Наместо денес да морализираат, треба да одговорат зошто не постапиле под добиените над 400 извештаи кои укажувале на загадена вода во Гостиварско. Гостиварци мора да дознаат зошто биле труени со години. Во Гостивар забраната за пиење на водата е од 17 јули. Во моментов смее да се користи само како техничка, но граѓаните велат дека и за тоа им е страв да ја употребуваат. Над 5000 граѓани побара лекарска помош поради симптоми на труење од гостиварската вода, која беше загадена со фекални бактерии. Тамара Дичевска, Сител телевизија.